Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Средечен поздрав од студиото на радио Глас на надежта. И започнуваме и ова наша денешна утринска програма со поздрав до сите вас кои ќе следите денешнава програма. Денеска е петок 21 април или 111 ден во оваа тековна година. Времето денеска на сончево, иако е променливо. Еве на почетокот да ја проследиме и временската прогноза која гласи дека ќе имаме денеска сончево време со мала до умерена облачност, попладне претежно во западните делови, ќе има услови за појава на пороен дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен исто така северен ветер. Што се однесува до температурите, секаде се позитивни, мислам на утринските, во крајно западните делови од плюс 2 до 12, додека на исток од 0 до 16 степени. Најтопло вообичајно ќе биде во Гевгилискиот регион од 8 до 23, во Кавадрци од 7 до 21, Пелагонија од 6 до 20, во Охридскиот регион од 8 до 19 и во Скопскиот Кумановскиот регион од 7 до 21, односно од 4 до 18 степени. Како и да е, иако е времето променливо, има доста дожд, врне скоро секој ден, но сепак пријатно е времето, значи во пролет сме, така да уживајте во деновите кои се пред нас, односно пред вас и сега викендот кој ќе предстои. Што се однесува, почитувани гледачи, утрово сонцето изгреа во 5 часот и 42 минути, а ќе зајде во 19 часот и 13 минути. Што се однесува до состојбата на патиштата, сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по наместо влажни коловози. Сепак, препорака е да возиме внимателно, посебно во градските средини, каде што има раздвиженост на пешаци, посебно на децата во близина на училиштата. Внимавајте кога ги поминувате тие патни правци. Што се однесува до рубриката на денешен ден, еве ќе се подсетиме за некои интересни настани. Според легендата, во 753 година, секако пред нашата ера, според преданието Ромул го основал градот Рим. Во 1500 година на денешен ден португалскиот морепловец Педро Алварес Кабрал пристигнал до брегот на Бразил и го прогласил за португалски имот. 1509 година на денешен ден умрел англискиот крал Хенри VII, основач на династијата Тюдор. Во 1816 година родена е Шарлота Бронте, англиска писателка, се прославила со романот Джейн Ейр. Други нејзини познати дела се Ема, професор, Вилета, умрела во 1855 година. На денешен ден во 1856 година Австралија е првата земја во светот која вовела 8-часовно работно време. Интересен податок, значи Австралија уште во 1856 година вовела 8-часовно работно време. Во 1926 година родена е британската принцеза Елизабета Александра Мери, од 1952 година Елизабета II, кралица на Велика Британија. 1946 година на денешен ден во Скопје била изведена првата премиера на куклена представа при Македонскиот народен театар. Станува збор за представата Силјан Штркот, работена според истоимената народна приказна.
Во 1960 година на денешен ден главниот град на Бразил бил преместен од Рио де Жанерио во Бразилија. Добро. Во 1993 година Врховниот суд на Боливија на 30 години затвор го осудил поранешниот диктатор Луис Гарсија Меса под обвинение за убиства, грабежи, измами и непочитување на уставот. Во 1997 година првите кинески војници навлиле во Хонг-Конг во рамките на подготовките за преминување на таа британска колонија на 1 јули 1997 година под суверенитет на Кина. Еве уште еден податок. Во 2014 година на Малта на 67 годишна возраст по кратко боледување починал Љупчо Самарџиски, еден од повторувам. Во 2014 година на Малта на 67 годишна возраст по кратко боледување починал Љупчо Самарџиски, еден од најзначајните мултимедијални уметници со меѓународно реноме, сликар, солист на контрабас и композитор. Еве тоа беа овие почетни информации во нашата денешна утринска програма. Почитувани гледачи, сега да ве поздравиме со една христијанска песна. Pogledaš danas oko sebe, vidjet ćeš samo tugu i bol. Ali Bog kaže, pozvao sam te po imenu, moj si. Kada plamen svom svojom žestinom preti da uništi tvoju dušu i kada ti se čini da će valovi razbesnelog okeana potopiti tvoj mali brod, seti se, blizu je dan. Isus je rekao, prijatelji, ja vas ostavljam, ali ne zauvek, doći ću ponovo po vas. I kada on ponovo dođe, sve ovo raspadljivo pretvorit će se u neraspadljivo. I još malo, još samo malo, i svim patnjama doći će kraj. Malo još znam.
После ова песна се враќаме во емисија. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата утринска програма Добро утро, емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Следува неколку капки на мудрост, а потоа ќе читаме и делови од псалмите Давидови. Не превземајте никаква активност додека ве држи гневот. Ако постојано докажуваш дека си во право, ќе бидеш виновен. Луѓето се големи деца, само со голем раст. Некои луѓе од своето богатство немаат ништо освен стравот да не го изгубат. Да се знаат многу работи не значи да се биде мудар. Еве тоа беа неколку капки на мудрост, а сега да го прочитаме псалам под број 60. Боже, Ти не беше отфрлил, беше пламнал против нас и ни беше гневен, но сега обнови не повторно. Ни ја потресе земјата и ја распора, состави ги парчињата зашто се распаѓа. На тешки времења го изложи својот народ и не описо вино кое не ошумоглави. Но и знам им подигам на оние кои те почитуваат, да се виори спроти оружјето. Повторувам. Но и знаме им подига на оние кои те почитуваат, да се виори спротив оружјето. Помогни ни и спаси не со Твојата десница, за да се избава тие што ги љубиш. Бог проговори од своето светилиште. Со победоносно славје ќе го разделам Шехам и ќе иземам мерка на долината Сукот. Моје Гилеад, моје и Манасија, Ефраим ми е шлем на главата, Јуда ми е скиптар. Моав ќе го покорам, вода да ми носи, мојата нога Едом ќе го згази, над филистејската земја победа ќе славам. Кој ќе ме одведе до утврдениот град? Кој ќе ме води до Едом? Зарем нема Ти да бидеш тоа, Боже, Ти кој што не отфрли? Зарем нема веќе да доаѓаш со нашите чети? Дај ни Ти помош против непријателот, зашто помошта од човек е ништожна. Со Бога ќе извојуваме победа. Тој ќе ги прегази нашите непријатели. Еве тоа беше псалмот број 60, почитувани гледачи. Насловот беше молитва по поразот во битка. Давид имал често пати многу битки, многу борби, имал и многу победи, но понекогаш доживувал и порази. Всушност така е и во нашиот христијански секојдневен живот. Има падови, има и качување. И кој ќе паднеме, не сме сами. Господ е со нас, да го побараме, без разлика во каква животна ситуација се наоѓаме. Одеме сега повторно со песна. Kada zbrojiš dane 2 i 2, godina je brzo otišla, možda svemu sutra biće kraj, zato Bogu život sada daj. Prolazi nam život, da li spremaš se, kako ćeš pogledat oči njegove, zato srce svoje njemu predaj ti. Znaj sa tobom Isus želi vječno ostati. Često puta možda pitaš se nešto lijepo, zašto kratko je, ali svjetlo neba vidi se, Bog za tebe sprema novo sve.
prolazi nam život, da li spremaš te? Kako ćeš pogledat oči njegove? Zato srce svoje njemu predaj ti. Znaj sa tobom Isus želi vječno ostati. Prolazi nam život, da li spremaš se? Kako ćeš pogledat oči njegove? Zato srce svoje njemu predaj ti. Znaj sa tobom Isus želi vječno ostati. Znaj sa tobom Isus želi vječno ostati. Продолжуваме со вестите од светот, почитувани гледачи. Насловот е "Подпирајте се само на Бога". Ке ни ги раскаже Карла, а исто така и денешните вести ни доаѓаат од Бразил. Се изгледало совршено и под контрола кога Марсело му го предал своето срце на Бога во Бразил. А тогаш новата управа ја презела текстилната компанија во која работел и почнал да внесува промени, значи таа компанија почнала да внесува промени кои ја ставиле неговата работа под голем ризик. Новите менаџери го смалиле бројот на работни часови на службениците во текот на работната седмица и саботата ја направиле работен ден. Марсело немал намера да работи во сабота. Верно ја држал саботата секоја седмица од моментот кога пред 3 години со својата сопруга се придружили на христијанската адвентистичка црква. Марсело се обидел да разговара со управата, но без успех. Сите службеници морале да потпишат согласност за дополнителен работен однос, односно работен ден. Значи работеле 6 дена, сега морале и саботата да ја работат, односно пред тоа бил неработен ден. Марсело бил единствениот што одбил. Страв се вовлекол во него додека размислувал за неизвестната иднина. Дали ќе доби отказ? Што ќе се случи? А тогаш донел одлука се да предаде во Божји раце. Ке дозволи ли Бог да се погрижи за него? Мир го исполнил неговото срце кога ја донел ова силна одлука. Имал доверба дека Бог нема да го заборави. Пламенот на неволите станувал се посилен и посилен. Кога ја очекувал конечната одлука на фирмата во која тој работел. Во текот на првата седмица Марсело го следел истиот распоред како и другите службеници, но во сабота заминал во црква, додека другите колеги биле на работа. Кога се вратил на работа во понеделник, на свој изненадување видел дека не добил отказ. Деновите минувале и тој размислувал што ќе се случи понатаму. Во текот на исплатата на платите сватил дека неговата плата била намалена. Марсело не знаел како ќе преживее со неговата сопруга. Покрај тоа, пред известно време и неговата сопруга останала бремена. Неговото работно обкружување веќе не му пружило задоволство. Колегите го исмејувале. Па ти си луд, рекол еден. Ти си мрзливец, рекол друг. Марсело никогаш нема да ги заборави зборовите на еден од колегите кој му рекол: Баш би сакал да видам што ќе стори сега твојот Бог за тебе. Марсело ја обновил својата одлука, се препуштил во Божји раце. Од месец во месец тој и неговата сопруга живееле со вера и со помош на собрани средства од страна на роднините и браќата и сестрите од црквата. Како продолжила кризата, така тој ја зацрстувал својата одлука. Ке му остане верен на Бога без оглед колку ќе чини тоа. По некое време неговите колеги од работа престанале да го исмејуваат, гледајќи неговата вера во Бога и ревноста на работното место. Доколку повеќе што некои од нив почнале да го поддржуваат. Еден ден колегите подпишале петиција упатена до управата, барајќи Марсело да добие слободна сабота и цела плата. Управата не одговорила на нивната петиција. 2 години поминале, но Бог
не заборавил на Марсело и на неговото семејство. Тој го доживел исполнувањето на зборовите на псалмистот: бев млад и остарев, но не видов оставен праведен човек, неговите деца да трпаат, односно да просат за леб. Бог го благословил Марсело што му останал верен. Еден ден примил неочекувано писмо од управата. Водството на фирмата признало дека не биле честни кон него, кажувајќи му дека ќе му ја вратат неговата цела плата и право слободно да ја држи и почитува саботата. Марсело и неговата сопруга биле воодушевени. Бог одговорил на нивните молитви. Радосно одел на работа и во следните 14 години. Тој изјавува: јас можам да посведочам дека се исплати да му служите на Бога. Верувам дека со Божја милост можам да оставам добар траг во компанијата. Многу колеги дозна за Бога и неговата љубов и неговата верност преку моето искуство. Се осведочија што може мојот Бог да направи. Наистина, каква верност, почитувани гледачи, на овој човек кој останал верен и во тие тешки мигови, кога бил исмејуван во фирмата, во компанијата од своите другари, од своите пријатели, но тој се подпирал само на Бога, и тоа целосно. Еве неколку брзи факти за Бразил, почитувани гледачи. Највисокиот планински врв во Бразил се вика врв на маглата и се наоѓа на 2994 метри. Се наоѓа на границата со Венецуела. Бидејќи речиси секогаш е овиен со облаци, бил откриен дури 1950 година. Овој планински врв е освоен во 1965 година, 12 години по откривањето на Монт Еверест. Бразил е единствената држава во Јужна Америка во која се зборува на португалски јазик. Статуа на Исус Христос во Рио де Женерио е тешка 576.062 килограми и е висока 38 метри. Таа представува едно од 7 светски чуда. Еве, ако имате можност, посетете ова држава, Бразил, интересна. Но како и да е, денешното искуство беше многу поинтересно и охрабрително за сите нас да се подпираме постојано на Бога, без разлика дали сме во добра или во лоша ситуација во нашиот живот. Продолжуваме со песна. Oh,
Сакате ли да бидете здрави и убави? Одговорот сигурно е да. Во Библијата постои еден прекрасен рецепт кој ни обезбедува духовно здравје и убавина, а тој е рецептот на блаженствата. Една од најчесто повторуваните фрази на денешнината е да се биде здрав. Насекаде слушаме за тоа како да постигнеме добро физичко здравје, да имаме избалансирана исхрана, редовно да вежбаме, доволно да спиеме. Исто така рекламите ни прикажуваат луѓе со здрав изглед и ние се стремиме да бидеме како нив. Често размислуваме за здравјето во физичка смисла, меѓутоа забораваме или ја занемаруваме нашата духовна состојба. Иако сме насочени само на физичкиот изглед, нашите напори се безвредни. Нам ни е потребно да го негуваме и нашиот духовен живот. Во својата проповед на гората на блаженствата, Исус ни дава еден од најголемите рецепти за да уживаме духовно здравје и убавина. Здрави се оние кои се прогонувани заради праведност, бидејќи нивно е небесното царство. За да останеме духовно здрави, ние мора да ги прифатиме последиците на живењето во еден скршен свет. Исус се уште ни ветува дека кога сме протерани, кога не измачува некој проблем, тој е тука да не благослови и да ни даде сила да останеме во Неговото царство. Прогонствата што ни се случуваат во нашиот живот, сушност тие представуваат проблеми и притисоци за нас. Доколку повеќе кога тежнееме да останеме на неговиот пат и покрај надворешните непријатни околности, нашата награда нема да не одмине. Исус не потикнува, почитувани, сите нас како следбеници на надеж дека ова зло на оваа земја ќе помине, дека еден ден ќе имаме предност да бидеме со нашиот учител, со нашиот спасител, со нашиот Исус. Понижувањата еден ден ќе поминат. Исус дошол на оваа земја да го откупи изгубениот свет. Иако сатаната му се спротивставува, и ден денес Бог, Исус Христос, сака да не спаси. Злите луѓе и злите ангели се здружиле во немилосрден заговор против кнезот на мирот. Иако секој негов збор и секое дело биле исполнити со божествена сомилост, тоа што се разликувало од светот предизвикувало едноставно непријателство од сатаната, бидејќи него одобрувал задоволувањето на грешните склоности на човечката природа, предизвикал неогорчено противење и омраза. Така е и со сите оние кои денеска сакаат да живеат побожно, да живеат со Исуса Христа. Меѓу праведноста и гревот, љубовта и омразата, вистината и лагата постои непомирлив судир. Кога некој во својот живот ја одразува Христовата љубов и убавината на светоста, тој ги отргнува поданиците од царството на сатаната и кнезот на злото станува да му се спротивставува. Прогонството и понижувањето ги очекува сите оние во кој престојува Христовиот дух. Со тек на времето, карактерот на прогонството се менува, но за сето тоа се наоѓа силата на истиот оној дух кој почнувајќи од Авел ги прогонувала Божите избраници. Сатаната во сите времења ги прогонувал припадниците на Божиот народ, ги мачел и ги убивал, но тие и умирајќи победувале. Со цврстината на својата вера го откривале оној кој е посилен од сатаната. Сатаната можел да го мачи и убие телото, но никако не можел да допре до животот кој со Христа бил сокрен во Бога. Може да ги фрли во затвор, но не можел да го врзе духот. Сепак тие гледале кон славата што ќе настапи по темнината и говорел: зашто мислам дека страдањата на сегашното време не се ништо спрема славата која треба да се открие кон нас. Зашто нашите сегашни незначителни страдања ни донесуваат многу пообилна и вечна тежина на славата, вели апостол Павле. Преку искушенијата и прогонствата се открива силата
и славата на Божиот карактер кај неговите избраници. Верните во Божјата црква, омразени и прогонети од светот, се воспитуваат и се дисциплинираат во Христовата школа. Тие на земјата одат по тесната патика и се чистат во печката на неволите. Тие чекорат со Христа низ болни судери, поднесуваат самооткажување и доживуваат горчливи разочарувања. Но во овие мачни искуства ја запознаваат сета стравотија и беда на гревот и на сето тоа гледаат со одвратност. Бидејќи учествуваат во Христовите страдања, одредени се да бидат учесници и во неговата слава. На пророкот преку своето видение му била покажана славната победа на Божиот народ. Тој кажува: и видов нешто како стаклено море, измешано со оган, и оние што победија, стоеја на тоа стаклено море и имаа харфи Божии, и ја пеја песната на Мојсей, Божиот слуга, и песната на јагнето велејки: големи чудесни се делата Твои, Господи Боже, сведржителе. Праведни и вистинити се Твоите патишта, царе на светите. Тие се што дојдоа од големи маки, тие ги испра облеките своји и ги избелија со крвта на јагнето. Затоа се пред престолот на Бога, кој му служат во неговиот храм и дење и ноќе, и оној кој седи на престолот ќе се всели во нив. Тој е цитат од книгата Откровение. Иако сме заболени од болеста наречена грев, Исус веќе ни обезбедил духовно здравје, своето спасение. И додека тој не дојде, ние можеме да уживаме изобилно духовно здравје и да имаме невидена убавина кои ги прифаќаме секако неговите рецепти за здрав духовен живот, дадени во блаженствата. Здрави се оние кои се прогонувани заради праведност, бидејќи нивно небесното царство. Господи, овој час, јас стојам пред Тебе сам. Се што важно ми е, јас ставам пред Тебе. Господи, доаѓам сега, го отворам моето срце. Се што ме одвојува, Боже, отстрани го Ти. Моите грижи не се пред Тебе скриени, Ти се грижи за мене. Со вера јас сакам во Тебе да гледам, мојта надеж е во Тебе. Боже мој, дај ми ново срце Ти, дај ми нов
мудреците, Бог на еврејскиот народ му обрнал внимание на раѓањето на својот син. Нивното распрашување во Ерусалим, разбуденото интересирање кај народот, па дури и родовата љубомора што го привлекла вниманието на свештениците и рабините, ги насочиле умовите кон пророштвата за Месија и кон големиот настан што се одиграл. Сатаната се трудел да ја засолни божествената светлина пред светот и да ја употреби сета моќ на своето лукавство да го уништи Спасителот. Меѓутоа, оној што никогаш не дреме и не спие, го чувал својот сакан син. Оној кој на Израел му дал мана од небото и го хранел Илија за време на гладот, се погрижил за прибежиште на Марија и за Исуса во незнабожечка земја. Со подароците на мудреците од незнабожечката земја, Господ обезбедил средства за пат во Египет и за престој во таа туѓа земја. Мудреците меѓу првите му посакале добре дојде на Откупителот. Тие први го положиле својот подарок пред неговите нозе. Какво предимство да му служат со својот подарок? Бог посебно го цени подарокот на срцето што љуби, правејќи го најуспешно во службата за него. Ако нашето срце сме му го предале на Исуса, ние ќе му ги донесеме и нашите подароци. Нашето злато и сребро, нашиот најдрагоцен земен имот, нашите најголеми умни и духовни дарови, доброволно ќе му ги посветиме нему кој не љубел и кој се дал себе си за нас. Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, би сакал во наредните неколку минути да размислуваме за зелката. Пазарите денеска се полни со зелка, она пролетна убава мека зелка. Еве да прочитаме зошто зелката не треба да ја занемаруваме. 7 докази дека страшно ја поценуваме зелката. Прво, зелката е богата или богат со извор на различни хранливи материи. Иако во најголем процент таа е составена од вода, па така има ниска калориска вредност, сепак представува богат извор на низа од микронутриенти. Во 100 грама зелка се содржи следново: 25 калории, 5,5 грама јаглинохидрати, 1 грам протеини, растителни влакна, понатаму има витамин С, витамин B9, манган, витамин B6, калциум, калиум, магнезиум. Гледате, почитувани гледачи, колку е богата, односно здрава зелката да ја користиме во нашата исхрана. Понатаму број 2, превенира од хронични воспалителни процеси. 3. Зелката е доста богата со витамин С. Понатаму ја подобрува број 4 дигестијата. Ово се должи на присутните растителни влакна и присуство на значителен процент на вода. Број 5. Зелката може да помогне за одржување на здравјето на срцето. Тука особено е важно да се спомне црвената зелка. Таа во својот состав содржи компоненти наречени антосицијанини. Овие пигменти кои представуваат флавоноиди го даваат специфичниот вкус на овој зеленчук. Зелката содржи 36 различни видови на вакви мокни антоносицијанини. Воспалителните процеси се зголемувачи на ризикот од срцеви заболувања, а позитивниот ефект на зелката токму допринесува за да не се појават такви болести, односно болки. Број 6 може да помогне и во намалување на нивото на холестерол во крвта. Холестеролот не е сам по себе лош,
той си има собствена улога, соодветна улога во организмот, но неговите покачени вредности или нивоа во крвта може да водат до зголемување на ризик од развивање на различни заболувања, најчесто кардиоваскуларни заболувања. И број 7, високата содржина на витаминот К ја прави зелката особено здрава за коските. Верам дека ја користите зелката, почитувани гледачи, може се користи како салата, како вариво, сарма, во расолница. Често пати ние зборуваме во емисија за зелката, за расолот, колку е важен, меѓутоа сега е пролет, така да ја конзумираме зелката во природна состојба, посебно во разни салати. Еве толку во оваа емисија за зелката. Одиме сега со джингл. И во оваа емисија, во утринска програма, почитувани гледачи, би сакал да прочитам неколку мисли за вредноста на Библијата, на Свето писмо. Божиот збор стои вечно. Библијата не треба да се брани. Библијата ги напаѓа луѓето, им кажува колку се лоши, зашто зборот Божи е жив и дејствува, и поостар е од секаков меч со двојно сечиво. Тој продира до разделување на душата и духот, до зглобовите и мозокот, и ги суди мислите и намерите на срцето. Тој е цитат од посланието до евреите, 4 глава, 12 стих. Зато има многу такви кои се плашат од неа, бидејќи Божиот збор е вистина која ги погодува луѓето длабоко во совеста и не им дава мир. Затоа би сакале да ја уништат Библијата, како што некој човек го скршил огледалото затоа што му покажувало колку е неуреден и нечист. Нареди ги сите книги кои се напишани против Библијата, една врз друга, и ќе добиеш куп поголем од катедралата во Келн. Покрај тој куп ставија Библијата, таа е победник и ги надживеала сите своји непријатели. Зашто ако таа замисла или тоа дело е од луѓе, ќе се разруши, ако е пак од Бога, вие не можете да го срушите. Внимавајте да не станете борци против Бога. Тоа е запишано во Дела на апостолите, 5 глава, 39 стих. Вистина, Божиот збор, Библијата, почитувани гледачи, е вечна, таа е непроменлива. Никако луѓе се менуваме. Председатели, владари, кралеви, цареви, доаѓаат на трон и ги снемува. Но Божиот збор останува вечно. Така да, доколку сакате да имате Свето писмо, Библија, пишете ни, а ние бесплатно ќе ви спратиме на ваша домашна адреса. Одиме сега повторно со джингл. Во наредните неколку минути, почитувани гледачи, ќе зборуваме на тема која носи наслов "Кога губат двете страни". Себичноста не е секогаш причина за нашата претерана зафатеност со нашата собствена личност. Во овие трескавични времења, работната програма често не спречува на луѓето околу себе да им го искажеме сочувството и разбирањето што им припаѓаат. Кога еден учител им задал на своите ученици задача да ги опишат своите желби за новогодишните празници, едно момче напишало: "Би сакал мојата мајка да не биде толку уморна, тогаш би можела да биде нежна и љубезна. На минатогодишните празници таа толку многу работеше што поради некои ситници што ги сторив многу се налоти на мене." Често се случува сопругот кој не добил вечера на време да стане раздразлив и на својата нетрпеливост да го наруши пријатното време. Со рацете што ги ставил длабоко во џобовите, шета нервозно низ собата, а лицето му изгледа како да преживеал некоја голема трагедија. Во таква состојба не е способен да размисли за околностите, дека купувањето тој ден траело подолго или дека изостувањето на неговиот син од училиште барало повеќе време и повеќе ангажирање од страна на неговата сопруга. Некои домакинки грешат во друг поглед.
Poznavam една вредна и економична жена, чијешто куќа е секогаш совршено уредна. На низиниот мебел нема ниту трунка прав, низиниот сопруг е подготвен да ја помогне секогаш кога може, меѓутоа во тие напори нема секогаш успех. Еден ден и донел некоја малечка направа за кујна со искрена желба пријатно да ја изненади со еден подарок што ќе ја олесни работата. Но наместо благодарност добил прекор зашто не се однесувал како штедлив домакин. Наспроти, нивната добра финансиска положба со денови мрморела, истакнувајќи дека непотребно ги потрошил парите. Можеби била во право. Можеби цената за тој малечок апарат била премногу висока, па парите можел подобро да ги потроши на некој друг начин. Но во сите тие настани никогаш не ги зела во обзир неговите побуди што го натерале да ја донесе подарок. Тој сакал да ја помогне и да ја израдува, но таа пропуштила тоа да го прифати љубезно како знак на неговата љубов. Сигурен сум дека мојот пријател никогаш повеќе не бил подготвен толку често да прави вакви изненадувања. Во двата случаи и сопругот и супругата доживееле огромна загуба. Верувам овде се крие убава порака и до мажите и до жените. Кога губат двете страни. Значи мора да бидеме флексибилни ако сака да имаме урамнотежен брак и да се она што се случува во бракот навистина се прифати. Ако треба некојаш и да се премолчи, не да се возвраќа веднаш, зашто ќе се створи варница, искра, а искрата создава пожар, а пожарот може да уништи се. Еве тоа беше ова кратка порака за сите нас во ова денешна утринска програма. Одиме со песна. Obnovi me, obnoveno srce
Gospode, obnoveni krilja mi davaš ti. Obnovi me, obnoveno srce mi podari. Obnovi me, moj Gospode, obnovi me. Obnovi me. Evo nepovtornovo emisija počnu gledači, poleka se bližime konkretno nova današnja utrinska programa. Bi sakal deneska da vi je preporučam ova mala knjiga Prikazni od Biblijata za našite deca. Dokoliko imate vnučenja ili vaši deca, slobodno nabavite ova ubova knjiga. Tenka je, znači nije mnogo debela, no ispolnete se ubovi prikazni od Biblijata za našite dečinja. Tako da pišete mi na naša adresa, cenata je simbolična, nekada ni 100 denari mislim ne čini, no je mnogo sadržajna i poučljiva za našite deca. A svi ti vi koji sakate da izučuvate Biblijata, početove gledači, slobodno vlezite vo naš sajt na web stranicata biblijatasborova.ma kada vidime svega reklamata. Počituvani prijatelji, dokoliko sakate da izučuvate Biblijata, imate izvanredna prilika to da go storite preko online web stranicata na Biblijata zborova. Ova web stranica je kreirana za da vi obezbedi sveopfatno, organizirano i temeljno proučuvanje na Biblijata. Kursevite se besplatni i bez obvrski. Možete da go sledite vo koje bilo vreme togaš koga vam vi odgovora. Na raspolaganje imate slednive kursevi: biblijska arheologija, biblijski proroštva, za verata i verovanjeto, biblijski sovjeti za zdravjeto, biblijski sovjeti za brakot i semejstvoto. Zapoznajte ja Biblijata, Sveto pismo na Stariot i Noviot zavet preko kursevite na internet ili vo pečatena forma. Evo, dragi gledači, dojdofme do samot kraj i nova današnja utrinska programa. Mi preostanova da vi se zablagodaram na vašto vнимание, što i denesko bevte so nas. Vi posakuvam ubav i blagosloven vikend, iskoristite gi toplite časovi, zašto kijeme promenljivo vreme, no kako je da je, Gospod neka bide susite nas i vi zakažu vam nova sredba vo narednata emisija. A do togaš, doviduvanje i prijetno. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Гласна надежда. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Гласна надежда. Се гледаме.